Формирањето на локалните акциски тимови во заедниците се најефикасниот начин за борба против насилниот екстремизам и тероризам, покажале досегашните искуства од проектот кој што од 2019 се спроведува во 5 општини во Македонија. Во првата фаза влегли општините Чаир, Кичево и Гостивар, а од 2021 како втора фаза Струга и Прилеп. Целта била преку превентивни активности, особено во училиштата, да се изгради социјална кохезија, доверба помеѓу представници од различни заедници, организирање на настани кои што ги доближуваат младите преку спортот или културата. Токму затоа, овие локални акциски тимови ќе бидат акцентот на кој што ќе се фокусира и новата национална стратегија за борба против екстремизмот и тероризмот во период 2023-2026 година. Приоритет е да се продолжи да се работи со овие 5 акциски тимови во заедницата, зашто во сите 5 општини се подготвени локални акциони планови кои се освоени од страна на советите на општините и со наша помош, односно со луѓето од тимот на акциски тимови во заедницата поединечно во секоја општина, ќе продолжиме да ги имплементираме активностите од тие локални акциони планови. Како дел од овој проект, Прилепските градинки добија 17 креветчиња за деца. Претходно беше организиран спортски надпревар помеѓу 4 училишта за меѓуетничка интеграција, како и изложба на ученици кои што изработија дела во оваа насока. Бевте сведоци дека имавме сериозна година која што изминува од палење на возила, од масовни тепачки и така натаму. Сето сметам тоа дека влегува во таа појава на насилен екстремизам и најсериозно е и ова во која што сме денеска во предучилишните и училишните установи е тоа што постои со еден странски термин, тоа е булингот, односно насилството меѓу врсниците, и сметам дека со вакви чекори, со запознавање на децата, почнуваме од најмала возраст да намалуваме на тој што е насилен екстремизам меѓу младите, па понатаму во развој на младината и на општеството, дека, како што ви кажав и претходно, дека тој прак на насилство би се намалило, односно би се намалило она што значи девијантна појава во општеството. Целта на сите овие процеси е идните генерации да комуницираат помеѓу себе без насилство и со почитување еден кон друг.